Ве поздравувам сите вас кои што решивте да ја поддржите иницијативата на студентскиот пленум, која што е едно студентско движење алтернативно на постојните представнички, односно непредставнички студентски тела. Беше погребот на Јан Оплетел, студент по медицина во Прага, кој што прерасна во масовен антинацистички протест, односно тоа беа серија од масовни антинацистички демонстрации. На 17 ноември, кога се уште траја таквите демонстрации, јавно беа обесени, екзекутирани 9 студенти и професори. Во знак на сеќавање и на солидаризација со сите студенти ширум светот, а особено ширум реонот. Вие знаете дека моментално протестираат студентите и во Грција, и во Србија, и на секаде низ светот, и го организираме овој марш за да изразиме дека не забораваме дека подвигот и влогот на секој еден студент е дел од традицијата која што не обврзува да се активираме. Која што ја оспоривме, изнесувајќи 4 аргументи конкретни. А тоа е дека со истата доколку се спроведе, а ние се собравме да се спротивставиме на нејзиното воведување, се ограничува правото на образование, кое што е уставно загарантирано, се врши упад во автономијата на универзитетот, кое што исто така уставно загарантирано начело, се коси со постојниот болонски модел на евалуација и не ги зема во предвид постојните модели на интерна и екстерна евалуација. Имаме две клучни точки пред кои што ќе застанеме и вака ќе бидат изнесени одредени ставови. Првата точка е студентскиот парламент, а втората е Министерството за образование. Ќе се движиме преку улицата, како се вidi, булевар Гоце Делчев, покрај влада, таму малку ќе се задржиме и продолжуваме понатаму.
A dobro će dada li